Благочестиви, драги браќи и сестри, всемилостивиот Господ Бог ни ги откри патиштата, ни откри вистината, ни го покажа начинот како можеме вистински да ја постигнеме целта на нашето овоземно живење, да го постигнеме спасението на нашите души, да го постигнеме она кое што навистина значи надеж за нашите души, значи вечност за нас, но значи и спасение за нашите души. Голема е силата на таа вистина и таа вистина не може никој да ја измести од нејзината оска на која што е поставена, затоа што е поставена од самиот Господ и Бог наш, потврдена со животот, страданието на Спасителот наш Господ Исус Христос, а низ времето историјата уште посилно и потврсто потврдена со жртвувањето на своите животи на светите Христови, кои што еве до ден денеска живеат и со право нашиот народ вели светите или светителите се живи. И навистина се живи затоа што живеат во Христа Господа. Патот и на нивното спасение и на нашето спасение, браќи и сестри, се движи низ постот, бидејќи вистинскиот пост представува благовештение, радосна вест, кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе и нека го земе крстот свој и нека оди по мене, вели Спасителот наш Господ Христос. Ние го носиме крстот за да можеме да му годиме на Господа Исуса Христа и за да одиме по Него, зашто ако шетаме со нашиот ум, а не по Христовиот разум, ако одиме по нашата волја, а не по Христовата, како што се вели во Светото Евангелие, тогаш и душите наши ќе останат неочистени, неосветени и залутани во прашумите на душе погубните, ужасни залуди, затоа што злото, наречено гревот, успело да влезе во нас и покрај таа боголика душа, која што сме ја добиле од Бога преку нашите родители, при создавањето наше, во утробата на нашите мајки, ние едноставно сме ја изгубили. Дали е тоа спасоносно, дали е тоа надежно, дали тоа представува предизвик за човештвото, или пак представува погуба на душата. Самите ние преку нашата слободна волја одлучуваме, браќи и сестри, дали ќе му дозволиме на гревот да се насели во нашите души и од боголика да ја направи душата наша ѓаволика, од светла да ја направи црна, бидејќи и самиот Творец на злото е усмерител на гревот, за кој светиот апостол Павле ке рече: злото сами сме го создале, а доброто е од Бога. И навистина гледате и денес во нашето современо живење дека доброто е навистина од Бога, а пак злото доаѓа од нечестивите сили или пак преку орудието на нечестивиот
преку човекот кој што сака да се покаже еднаков на Бога, или пак да му пркоси на Бога, или пак едноставно да покажува амбиции за она што е во Божи рад. Може би не е често да се говори, но е вистинито да се спомене дека и најновите настани што се случуваат во наше време, во Јапонија особено, покажуваат дека Господ и по втор пат и по трет пат ја руши Вавилонската кула, и она што човекот сметаше дека е совршено, дека не може никој да му напакости, дека никој не може да го сруши, постана опасно за физичкиот обстој на човекот. Значи, се покажа дека Господ е всемоќен и Господ е тој кој што може да ја постави скалата кон небото и совршенството, а човекот никако не може да го постави тоа за сите. Единствено може да ја постави скалата која што ќе го носи кон небесата за неговата лична или собствена душа. Или пак ќе ископа дупката во која што длабокот ќе ја затоси. Денешното свето Евангелие, браќи и сестри, не учи како да го искорениме злото, како да живееме во доброто. Значи, ние преку постот, сушност, го потиснуваме гревот во нашите души и тежееме кон духовно совршенство, за кое светиот апостол учи и вели: јас не живеам, во мене живее Христос. Значи, е можно, значи, е остварливо, значи, е спасовосно, затоа што е потврдено од оние кои што беа во близината на самиот Спасител Христос и оние кои што го имаат своето тело и својата душа за дом на Спасителот, односно за Христос, кој што посакува да живее во секоја душа. Може би, многуме од нас се го поставуваат прашањето дали е тоа единствениот начин кој што не води кон разрешување на нашите проблеми, особено на размислите при чекорењето кон крајот од животот или кон староста, или пак кога ќе се најдеме на болничка постела. Што со нашиот живот, дали се слапише да живееме на земја и дали е тука крај? Секој разумен човек, браќи и сестри, не може да најде друг одговор, освен одговорот кој што го даде самиот Бог преку својот Спасител на светот, нашиот Господ Исус Христос. Затоа, еве и денеска, подсетувајќи се преку поклоненијата на крстот, преку кој што доброволно бевме очистени од првородниот грех со Христовата жртва која што ја принесе самиот за нас, и ние денеска да се поклониме, да продолжиме со постот и молитвите, да правиме добри дела, да чиниме милостиња во границите на нашите можности, не за Бога, туку за спасение на нашите души, бидејќи на Бога не му е потребна милостија, туку е потребна на човекот, а пак преку тоа доаѓа и спасението на нашите души. Нека Господ Христос по молитвите на сите свети Негови не заштитува со најсилниот знак, со Неговиот крст, и да не води понатаму